Официјална Софија подготвува дипломатска офанзива во Брисел за одбрана на своите позиции во однос на македонските евроинтеграции. Ова доаѓа во период кога се погласни се пораките од европските институции за укинување на ветото при прием на нови членки и премин кон квалификувано мнозинство. Бугарската председателка Јотова свика итен состанок со европратениците од својата земја, порачувајќи дека е потребна поактивна координација и ангажман на сите институции за заштита на националните позиции. Од незиниот кабинет соопштија дека учесниците се согласиле Бугарија мора цврсто да остане на своите ставови и да инсистира Скопје да ги исполни обврските од францускиот предлог. За да ги започне преговорите, РСМ мора да ги исполни своите обврски со впишување на бугарите во својот устав. Бугарија и Северна Македонија немаат билатерален проблем. Западниот сосед мора да ги исполни европските критериуми за членство, од кои основен е заштита на човековите права. Во разговорот беа разгледани обидите на Северна Македонија да промени елементи во прифатената преговарачка рамка кои се во спротивност со европскиот консензус од 22. Се дискутираше и за опасноста од промена на начинот на гласање при прием на нова држава во Европската Унија со квалификувано, наместо со целосно мнозинство, стои во соопштенијето од бугарскиот кабинет. Состанокот доаѓа во пресрет на гласањето за извештај за Македонија во Европскиот парламент закажано за јуни, чиј известител е европратеникот Томас Вајц. Во меѓувреме тој оцени дека Европската Унија не е доволно фер во процесот на проширување кон Македонија. Паралелно, германскиот министер за надворешни работи, Јохан Вадефул, повика на укинување на ветото во Унијата. Иако не ја спомна директно Македонија, тој предупредува дека блокадите од поединечни земји членки ја ослабуваат Европската Унија на глобалната сцена и се заложи за квалификувано одлучување во надворешната и безбедносна политика. И додека дипломатските пораки се засилуваат, се заострува и домашната политичка реторика за евроинтеграциите. Власта и опозицијата веќе со денови меѓусебно се обвинуваат за предавство на националните интереси. Ветуваше враќање на името, поништување на Преспанскиот договор, сега повторно измислува тема за загрозување на националниот идентитет. Малцинствата во Уставот не се само бугарите, туку сите малцинства. Тоа не е прашање на Бугарија, туку прашање на Европската Унија. Не дозволувајте повторно да ве лаже и манипулира. Мицкоски го загрозува националниот интерес, а тоа е Европската Унија. Премиерот Мицкоски пак вчера обвини дека СДСМ и Филипче, како што рече, коленичат пред Софија и дека тоа е нивната единствена стратегија за евроинтеграција на земјата. Катерина Нешкова, Сител телевизија.